AI Tech Summit, трето издание на AI Tech Summit, ќе се одржи на 3 и 4 октомври во Македонската опера и балет. После првите изданија во Скопје и второто издание во Малага, AI Tech Summit годинава ќе донесе повеќе од 20 на говорници од странство, но и од регионот. Ова очекуваме да биде годинава најголем регионален самит технолошки. За разлика од минатата годинава кога веќе голем дел од фирми и луѓе ентузијасти за вештачка интелигенција се веќе запознаени со AI Tech Summit-от, веќе имаме голем интерес, впрочем поголем дел од картите се веќе продадени, останати се, да кажеме, од 700 луѓе колку што собира Националната опера и балет, веќе околу 500 карти се веќе резервирани, што за компании, тоа за индивидуалци има огромен интерес од регионот, поготово од Србија, Косово, Албанија, но имаме голем интерес и од не само од регионот, него и од цела Европа, па дури имаме заинтересирани учесници од Соединетите Американски држави. Во главном се компании кои што работат на полето на вештачката интелигенција, но исто така имаме голем интерес од компании кои што не се толку запознаени со моќта на вештачката интелигенција и сакаат да научат нешто повеќе или да применат некои од технологиите во нивните индустрии, во нивните фирми. И впрочем, како што кажав, значи ова е мултидимензионален самит на вештачка интелигенција, каде што луѓе од најразлични индустрии ќе зборуваат како апликативно ја пременуваат вештачка интелигенција во нивните компании. Иначе правиме муабет за говорници од Amazon, Google, Nvidia, Vodafone, Microsoft, UBS од финансискиот центар, JP Morgan Chase од Америка, професор од Стенфорд и така натаму. Има голема плејада на меѓународни учесници и говорници кои што ќе зборуваат како апликативно ја пременуваат вештачката интелигенција во рамки на нивните компании и нивните индустрии. Па да, нормално дека постои страв, бидејќи вештачката интелигенција цело време се повеќе и повеќе напредува, значи дури голем дел од луѓето кои што работат на тоа поле многу брзо се менуваат работите и многу брзо треба да смислувате нови работи, нови начини на примена на вештачката интелигенција. Дека ќе ги замени луѓето, нема да ги замени луѓето, ама луѓето што не користат вештачка интелигенција ќе бидат заменети од луѓе што користат вештачка интелигенција. Така што без разлика дали ќе учествуваат нашите гледачи на самитот или не, мој совет е што повеќе да читаат и да учат за се поголемата примена на вештачката интелигенција и да применуваат дел од овие нови технологии во своите индустрии, во својата работа и во својот личен развој. И на крај, јас мислам дека ќе ни помогне да имаме повеќе слободно време за самите себе, а да користиме, како што кажав, за таа репетитивна и мануелна работа.